Прво развиорија добре дојде Македонија, па не пречекаа со фиром автобус. Добро ден, ненамерен пропуст кој експресно го прелепија. Денес грешката е поправена. Автобусот на македонската репрезентација е автобус само на Република Македонија. Момците предводени од селекторот Обрван се во расположение правопропорционално на добрата форма која во подготовките неколку пати ја потврдија. Фалангата почна да ја бои сончевата доха во црвено-жолто. Медиумите се екипираат и во среда во неколку групи тргаат на пат. Седмата сила е секогаш поддршка на репрезентацијата од местото на настанот. Така ќе биде и во Катар. Пред да заминат, побаравме неколку колеги за стручно мислење од спортски агол. Што очекуваат спортските редакции од Лазаров и екипата? Голем успех на нашите ракометари, тоа е најважно, а сите ние други ќе се вклопиме во таа катарска мундијалска приказна, се разбира само ако има добар резултат и се надеваме дека ќе има, Македонија има потенцијал. Со малку среќа, како што и самите велат, спортска среќа која што ја заслужуваме со сето она што го правиме во претходните години, верувам дека може да се стигне до тој добар резултат. Кога велам добар резултат, мислам на четвртфинале, затоа што тоа е таа заедничка желба. Са потоа ете пак малку среќа, нешто полесна група да пред олимписки турнири, конечно да имаме своја репрезентација на Олимпијада. Во секој случај тоа е главната цел. Мислам дека и овој пат репрезентацијата е добро подготвена, што би рекли и играчите и селекторот, сепак треба да се одработи она што ќе биде присутно на терен, а сега кои противниците не се ни малку наивни, бидејќи сите посакуваат, со исклучок на може Биран, кои се во нашата група, сите да бидат барем делото осми на финале, а потоа таму е еден надпревар во кој се излегува на терен, се гине и може да се стигне до четвртфиналето, кој пак ќе носи олимписки квалификации. Кој ќе биде нашиот главен адут во Доха? Мислам дека е заедништвото. Како ни една друга репрезентација, премногу долго време играат сите овие момци заедно, премногу добро се познаваат и знаат кога треба да застанат еден за друг, да помогнат за се што треба. Тоа е нешто што не се купува со пари, тоа е нешто што се гради со години и тоа е нешто што ние го имаме, а на многу други им недостига. Па нашиот најголем адут е искуството, значи за разлика од претходните години, каде што бевме, би се рекло, во некоја улога како дебитанти, сега оваа селекција веќе 4 години поред е постојано учесник на големи надпреварувања. Можеби ќе недостасува, не можеби, него ќе недостасува навивачката група, македонците кои стално биле оние кои биле осми играч на репрезентацијата, меѓутоа мислам дека веќе репрезентацијата има доволно искуство. Нашата колективна игра на светско првенство индивидуалци не победуваат, иако ние ги имаме, се разбира, во своите редови. Ова е компактна репрезентација, долго време игра заедно, го имаме Кира Лазаров како нејзин бисер, но тука се и сите други, така што тоа е веќе една репрезентација која што е подготвена за врвни дострели. Според мене тоа би било настап во четвртфиналето и обезбедени олимписки квалификации за Рио. Со оглед на тоа што националниот сервис ги има правата за емитување на светското првенство во Катар за Македонија, логично е токму кај нив периодов да биде најраздвижено. Што да очекуваат гледачите на прва од четврток натака? Половина сме таму, половина ќе останеме овде, но 24 часа буквално ќе бидеме со нашите ракометари, ќе информираме во сите програмски појаси, од утринската програма, преку вестите во 10, 13, 15 часот, во трите појаси за телевизискиот дневник, а ќе имаме и емисија, се разбира, посветена на Мундијалот, заедно со 24 преноси од ова светско првенство, сите надпревари на Македонија, завршницата и оние дуели од групата што сметаме дека во таа фаза треба да бидат прикажани, каде што ќе играат репрезентации кои што се или наши следни противници, или наши можни ривали во осми на финалето и во елиминацијскиот дел, или пак репрезентации кои што се алфа и омега во светскиот ракомет. Се тоа што нема да го видите кај колегите од Спортска, ќе го видите во бекстејдж. А сега гласно.